каков проект станува збор? Па, денеска сте присутни на реализација од вториот дел од проектот преку традиционални културни вредности на заедниците, подобар живот на жителите на Стара Нагорчина. Овој проект е финансиран од страна на Советот на Европа, под нивниот програм промоција и унапредување на човековите права и заштита на малцинствата во Источна Европа. Ние бевме на некој начин аплициравме во Советот на Европа. Овој проект на Советот на Европа е во 7 држави на Балканот, во Југоисточна Европа, Хрватска, Србија, Црна Гора, Косово, Албанија, Македонија, Босна и Херцеговина. Така да на некој начин сме од Македонија изберени како српска заедница, која што може да спроведе еден ваков проект. Инаку сакам да кажам, добро го осмисливме проектот. Проектот во првата фаза има формирање на културно-уметничко друштво, подручница на културно-уметничко друштво Српски весел Куманово, направивме во Старо Нагоричани, го конституиравме друштвото и може да видите дека имаме скоро околу 100 деца што секоја недела во вторник и четврток имаат проби. Вториот дел е да пробаме да изготвуваме, купивме машини, разбој, машини за шиење, 4 жени доле во работеницата ќе изготвуваат народни носи за културно-уметничко друштво, а планиравме да изготвуваат и сувенири, бидејќи со друг проект ние реализиравме проект за реконструкција на црквата Свети Ѓорѓе од 1.400.000 евра, која се уште црквата се реновира, но од друга страна придружните објекти, оградите, тоалетите, паркинзите, плоштадот се е готово, така да на крај рачунаме дека ќе кулминираме со културен фестивал, со фолклорен фестивал, се надеваме за денот по агендата на овој проект за денот на општината 11 ноември. Од какво значење е овој проект, реализацијата на овој проект за Стара Нагоричина конкретно за луѓето тука? Видите, Стара Нагоричина како рурална општина аплицираше за тие проекти што ви кажа црквата. Овој што гледате објектот исто аплицираме преку меѓугранична соработка со Република Бугарија, општина Рила и ние, и успешно го завршивме овој објект. Така да и овој проект фактички се го надополнува цело тој, да кажам, мал подем што во општината се случува и од големо значење. Од големо значење и за општината, од големо значење и за децата, за млади луѓе кои го видовте, кои сакат нешто да им се случи и нешто убаво веќе им се случува, доаѓаат, играат, се дружат. Така да и самото тоа што само Стара Нагоричина планираме ова година конечно да направиме фолклорен фестивал на плоштадот, така да од друга страна една мала промоција ќе баш општината Стара Нагоричина. Благодарам.